Народната банка излезе со најновите проекции за макроекономската состојба. Според нивните анализи, оваа 2025 година економијата ќе порасне за 3,5%, што е идентично очекување како и на владата, додека пака инфлацијата имаат сериозно разидување со проекциите. Владата се надева на 2,8% на годишно ниво, додека од Народната банка очекуваат дека годинава ќе ја завршиме со инфлација од 3,9% или за 0,9% поени повисока во споредба со априлската проекција. Патеката за раст на домашната економија е нагорна. Растот предвиден, како што кажав претходно, за 2025 година е 3,5% и непроменените очекувања за растот од 4% на среден рок. Кога билам непроменените очекувања, мислам на она што сме го планирале или очекувале со априлските проекции. Инфлацијата од следната година ќе следи патека на надолно приспособување, на среден рок ќе се врати кон историскиот просек од 2%. Ова значи дека во 2026 година бруто домашниот производ ќе порасне за 4%, а инфлацијата би била 2,5%. Инаку засега базичната камата, од која зависат и каматите на кредитите за граѓаните и за фирмите, останува непроменета на 5,35%. Народната банка остава простор за нејзино намалување, но само ако се исполнат и јасно поставени услови што ќе покажат дека притисоците врз цените и очекувањата се стабилно надолу. Сепак, доколку продолжат позитивните движења со намалување на стапката на инфлација и во наредните месеци, и во отсуство на административни интервенции во утврдувањето на платите, Народна банка е подготвена соодветно да реагира во насока на натамошно нормализирање на монетарната политика. Ова значи дека ако нема зголемување на платите со одлука на влада, тогаш можно е надолна промена на базичната камата. Гувернерот најави дека кредитирањето ќе биде со стабилен раст, а не сакаше да го коментира негативниот извештај на Европската комисија за економските политики на владата.